Иницијатива за квалитетен културен живот. Ова беше темата на денешната дебата која се одржа на Универзитетот на Југоисточна Европа во организација на невладината Младински образовен форум. Тетово е универзитетски град кој на младите им нуди можност за квалитетно образование, но дефицит на културни настани сепак има, сметаат универзитетските професори. Сретен Коцевски од Институтот за развој на заедницата изнесе резултати од истражување кој покажало дека младите не се заинтересирани сами да инициираат културни случувања. 25% од испитаниците сметаат дека културата представува една лепеза на можности како што се посета на кино, театар, културни манифестации и креативно изразување. Она што можеше да се забележи од резултатите исто така е дека приближно 21% од испитаниците за нив културата представува можност да се посетат некакви видови на културни манифестации. За 10% од испитаниците тоа представува можност за пополнување на слободното време. Ако одиме со анализа дали момчињата, односно поделбата машки и женски пол, за значителен број на момчињата во културата представува можност само да се пополни на слободното време. Поттикнуваат од страна на државата во нивните барања за повеќе информации за Европската унија, односно земјите на земјите што се членки на Европска унија, бидејќи иднината на младите токму во таа Европска унија. Затоа треба да бидат запознаени и треба на некој начин да учествуваат, да земат учество во создавањето и креирањето на политиките на државата. Представникот од Младинскиот образовен форум спомена за неформалното образование, а секторот за образование од Тетово посочи на нивото на креативноста кај младите за нивно самореализирање. Дали културниот живот треба да ни се сведува само на образование, на излегување, нидење по театар и во кино? Дали сметате дека на вистина нашиот живот треба да се сведува на тоа? Еве како 5 годишен член во Младински образовен форум, суштина сватив дека бар за мене лично културниот живот не е само образованието и излегувањето, кино, спорт и така натаму. Јас искрено би рекол дека за мене лично културниот живот представува младинскиот активизам, бидејќи пак нели доаѓаме од младинска невладина организација која што се занимава со ширење на младински активизам. Јас би рекол дека тука спаѓа младинскиот активизам, односно се она кое што младите можат да го направат со цел да се изборат за нешто кое што им треба, за нешто кое што сакаат да протресат јавноста, за нешто кое што нив им пречи и се така натаму. Пред се, за да се започне со нешто, треба да се има идеја, значи некоја креативност. Ако повозрастните, значи поискусните, без разлика нали, дали се професори, некои стручни кадри имаат знаење, имаат искуство, сепак младите имаат нешто што можеби тие го заборавиле, а тоа е креативност, значи идеја. Се почнува некаква креативност и желба тоа да се оствари. Но моје мислење е за да една единка придонесе за да се развие културниот живот, треба и таа да биде таква. Значи, не може да се очекува од некој кој што во себе не поседува некој потенцијал и желба нешто да промени во средината во која живее, значи да направи нешто. А за да биде таква, значи треба да поседува мотив, потенцијал, а исто така и едноставно и да зема и совет и помош од средината во која што живее. Тетово како град има доволно места за развој на културата, но младите треба да знаат да направат разлика меѓу уметноста и културата. Ако во уметноста влегува врвни уметности како што се операта, балетот, концерти, театарот, во културата влегуваат и манифестации, начин на живот, литературни вечери и многу да не ги набројувам. Во врска со иницијативата, јас се согласувам потполно со констатацијата дека има апатија и мал интерес за жал во нашиот град од младите. Во рамките на проектот се вклучени и младински центри од Скопје, Штип, Битола и Тетово.